Училиштата ги отворија вратите за учениците. Второто полугодие стартуваше според планираната програма и термини. Наставата започна во сите основни и средни училишта без одложување. Состојбата со грипот според надлежните не е толку драматична за да се одложи стартот на второто полугодие. Ова повеќе пати го соопштија здравствените власти, но и министерката за образование Весна Јаневска. Таа повторно апелираше до родителите да обезбедат редовно присуство на учениците на часовите, освен во случаи кога такво нешто е неопходно поради влошена здравствена состојба. Јас сум многу среќна што грипот не достигна такви размери и што учениците може да ја почнат училишната година, второто полугодие на денешен ден. Јаневска појасни дека неопходно е да се воведе поголем ред во образованието, особено и мајки предвид дека учениците во земјава и онака имаат помал број наставни часови во споредба со нивните врсници во Европа. Истражувањата и во светот и кај нас покажуваат дека колку повеќе децата се во училишните клупи, толку се подобри нивните резултати, односно се стекнуваат со повеќе знаење, вештини и компетенции. Нашите ученици до 15 години имаат 900 часа помалку од нивните врсници во Европската Унија, чии стандарди ние сакаме да ги достигнеме и во кој клуб сакаме да се приклучиме. Но ние повозрастните и родителите треба да знаат дека е неопходно да се почитува редот во образованието. Во продолжението на учебната година ќе се интензивира воведувањето на едносменска настава, која досега е имплементирана во околу 200 училишта. Годинава во јуни завршните испити за матурантите ќе се спроведуваат по нов модел кој ќе биде прилагоден според видот на средното образование, со цел оценувањето да биде пореално и пофер.